Љуми Бекири, активист. Како ја оценуваш состојбата на маргинализираните заедници во Македонија? Мислам дека таа групација маргинализирани заедници се повеќе се шири во последно време, дека таа групација не е веќе толку мала, туку е голем дел од општеството веќе се става во маргините на самото тоа општество, па ако допред неколку години ги сметавме за маргинализирани ЛГБТ популацијата, ромите, сексуалните работници, корисниците на наркотици, сега тука тоа се проширува и можеме комотно да ги сместиме и сиромашните, кои што изнесуваат голем број на популацијата во Република Македонија, а исто така се оставени на маргините на тоа општество. Тука може да ги сместиме и жените, со целата таа антикампања што се води против жените во Македонија од страна на одредени политички партии, одредени групации. Можеме да сместиме одредени религии како маргинализирани во Македонија и гледаме дека се повеќе маргините растат, а многу помалку луѓе остануваат во тој центарот, многу помалку други групации остануваат во тој центарот и тоа како да се прави со некаква намера, како да е одреден пик на некоја кој му се допаѓа па да го сместува там, да не го сместува во маргините, а некој што не му се допаѓаат одредени групации да ги става на маргините на општеството. Со кои све предизвици се соочуваат активистите кои доаѓаат од маргинализираните заедници? Па активистите кои доаѓаат од маргинализираните заедници не само они, туку општо и други активисти кои што пак се борат за правата на луѓето и заедниците од маргинализираните заедници, се соочуваат со огромен број на предизвици и проблеми, би рекол, многу повеќе од можеби од другите активисти. Најпрвин тоа е стигмата кај луѓето и во општеството со која што се соочуваат, бидејќи тие сепак се борат за некакви заедници кои што се стигматизирани и осудени на молк и на заборав, чие што постоење се минимализира до некаде, а на некои пак и целосно им се екзистенцијата им се негира дека постојат. И мислам дека тука е многу тешка борбата за да се покаже дека одредени категории во ова општество постојат, тие се тука меѓу нас, може да биде секој од нас и дека припаѓаат на тоа општество и треба да бидат прифатени исто како и секој друг. Како го коментираш насилството врз ЛГБТ популацијата и центрите во кои се собираат луѓето од ЛГБТ популацијата? Тоа од една страна и како го коментираш молкот на институциите од друга страна? Па насилството ако врз ЛГБТ центарот што се случи неколку пати, што беше кршен, каменуван и каде што беа нападнати луѓе во ЛГБТ центарот за подршка при Хелсиншкиот комитет, а исто така и во кафе барот Дамар, но и општо врз индивидуалци кои што се припадници на ЛГБТ популацијата и активисти, мое мислење е дека тоа е контролирано од некаде и е на некој начин организирано сето тоа, а молкот на институциите кои што не го решаваат тоа насилство, мислам дека ги прави соучесници да бидат во сето тоа и се повеќе се, ако гледаме така, се повеќе се алудира на тоа да го земеме за да го сватиме како институциите да се самите тие кои што ги организираат тие напади врз ЛГБТ популацијата, бидејќи самите не сакаат да ги решат тие случаи. Истрагата е во тек за каменувањето на ЛГБТ центарот и на Дамар со години, а јавното обвинителство уште не се произнесе со факти, со конкретни факти, а и покрај тоа што има докази конкретни, има снимки на кои што се гледаат луѓето кои што го напаѓаат и мислам дека тоа ги прави соучесници да бидат во сето насилство. Дел од мејнстрим медиумите продуцираат говор на омраза, албанофобија, исламофобија од една страна, од друга страна продуцираат хомофобија. Дали овие фобии кои ги продуцираат мејнстрим медиумите допринесуваат кон насилството во општеството? Па мислам дека ние во Македонија последниве 5-6 години ја изгубивме таа медиумска култура и веќе не можеме да разликуваме медиум од пропагандист. Мислам дека тука мора да правиме дистинкција и разлика што е тоа, што е еден медиум, што е тоа еден пропагандист. Тие фобии, сите албанофобија, исламофобија, хомофобија што се шират низ медиумите, обично се шират низ медиумите кои што се блиски до одредени политички гарнитури
И мислам дека тоа се прави за некакви политички цели, за некакви политички поени да придонесат кон некаква одредена политичка партија. Но мислам дека тоа така го доживуваме дното на медиумите во Македонија, бидејќи немаме никаква етика во тие медиуми и гледаме напади не само врз тие заедници, туку и врз индивидуалци кои можеби припаѓаат на такви заедници и самото поврзување на човек со некој од тие заедници се представува во тие така наречени медиуми како нешто срамно. Па нормално, тоа ги охрабрува луѓето да вршат насилство врз секаква база, врз секој што е различен, што различно изгледа, што различно мисли, што различно сака од мене, што верува во различни божества и така натаму. Не само медиумите што го охрабруваат тоа, и дури има дели од јавни личности кои што повикуваат на насилство. Љуми, како ја гледаш состојбата на маргинализираните заедници за 5 години од денеска? Многу зависи тоа. Зависи од повеќе работи. Да бидеме конкретни и искрени, најголемото уназадување на човековите права што го направи во Македонија е гарнитурата на власт која што е моментално предводена од ВМРО, ДПМН и ДУИ. И можеби во некои други времиња со некои други влади, без разлика кои се, може тоа да се подобри секако. Мислам дека моментално го доживеавме дното на човековите права со непочитувањата спрема истите и антикампањата што се води од страна на владата против човековите права и слободи. Во иднина јас сум оптимист, се надевам дека ќе се подобри состојбата и дека конечно во Македонија сите ќе бидеме слободни и еднакви да живееме и барем ќе бидеме еднакви пред законот и пред уставот кој што ни гарантира тоа. Коча Андоновски, активист. Добар ден. Сведоци сме дека во нашето општество маргината на маргинализираните заедници се повеќе се шири. Кои се категории на луѓе спаѓаат во маргинализирани заедници? Маргинализирани заедници е концепт кој опфаќа повеќе групи и кој во зависност од општествените текови и се менува составот на тоа кој се е маргинализиран. Ако порано тоа се врзуваше само за ЛГБТ луѓето, за сиромашни, бездомници, сега се повеќе се проширува групата или групите кои ги опфаќа овој термин маргинализирани заедници. Во последно време многу се зборува и за сексуалните работници, работнички, за корисниците на дрога, луѓето кои користат дрога, па дури можеме да кажеме дека според она какви случаеви ние добиваме преку бесплатната правна помош во Хелсиншки комитети, во ЛГБТ центарот и политичката ориентација може да значи маргинализација во нашето општество во последно време. Како ја коментираш работата на институциите на системот, која е глува и слепа на нападите врз ЛГБТ заедницата и ЛГБТ активистите? Институциите кај нас ја имаат изгубено улогата која во суштина они треба да ја имаат и да го обезбедуваат, да ја обезбедуваат благосостојбата на сите своји граѓани, кои преку плаќање на даноци, нели, заслужуваат да имаат ист третман, иста заштита, исти права и исти слободи како и сите други граѓани. ЛГБТ центарот за поддршка беше нападнат 6 пати, ниту еден од случаите досега не е разрешен, никој не е уапсен, освен едниот случај кој не беше директно таргет ЛГБТ центарот, туку тоа беа мартовските протести за министерот за одбрана кога Талат Џафери беше. Значи, освен тој што се разреши, каде што како доказ, клучен доказ се користеа снимките од нашите безбедносни камери, преку кои очигледно може да се идентификуваат луѓето, во сите други случаи, иако се снимени исто со истите камери, го имаме истиот материјал за секој напад, досега никој не е разрешен. Тоа укажува на тоа дека државата поинаку се однесува кон одредени граѓани и дека државата не обезбедува еднаков пристап до правда за сите своји граѓани.
Мейнстрим медиумите потикнуваат говор на омраза и продуцираат говор на омраза, албанофобија, исламофобија од една страна, хомофобија од друга страна. Дали мислиш дека тој говор на омраза раѓа насилство во општеството? Апсолутно, кај нас ова влада, ова е владеачка структура. Со години ја користи најстарата, најпознатата стратегија раздели па владај. За да ги разделиш луѓето, треба да ги натераш да се мразат и да ги натераш да мислат дека другиот до него е некаква опасност, некаква закана за мирот, за благосостојбата, во секојдневното функционирање. За жал, овој тренд не е само кај нас и веќе станува и светски тренд. И државите го користат антитерористичкиот наратив за да ги скратат правата и слободите на своите граѓани. Тука влегуваат и бегалците, и тие како феномен последниот период најмногу можеби го трпат тоа брутално одземање на правата на слободите и врз граѓаните. Бегалците најмногу тоа го чувствуваат, особено во нашата држава, па и во регионот и во Европа. Дали наративот за заштита од тероризам е некаков параван за ускратување на човековите права, посебно во контекст на бегалците? Во суштина, целото општество и целиот јавен дискурс е окупиран и е киднапиран од оние кои имаат моќ во општествата, тие моќни структури, кои ја преплавуваат јавноста со некакви закани, со некој страв дека нешто ќе се случи, дека има опасност, дека некој нас ни се заканува, дека нешто ќе ни направи. Правејќи го тоа и во името на обезбедување на мирот и на благосостојбата на своите граѓани, они викаат ние ќе ви земеме сега правата, за да можеме да ве заштитиме. И во суштина тој антитерористички наратив го презема целото општество и право по право граѓаните не ни чувствуваат како ги губат своите права, како се фатени во една стапица од која многу тешко ќе се излезе. Наша задача е како невладини организации, особено оние организации кои работиме со човекови права, е да го вратиме наративот на човековите права во општеството. Да укажеме на тоа дека правата се ограничуваат, слободите се ограничуваат. Ние треба да ја вратиме свесноста на луѓето дека им се ограничени правата и слободите. Така да, мислам дека тоа е нашиот следен голем предизвик во општествата во кои живееме. Како ја гледаш Македонија за 5 години од денес во контекст на маргинализираните заедници и во контекст на ЛГБТ заедницата? За жал, кај нас е ситуацијата до таму сме донесени на ивица за джа или бу. Јас сметам дека доколку не дојде до промена во владеачката структура, многу тешко ќе се остваруваат правата понатаму, не само за маргинализираните заедници. Сите ќе станеме маргинализирани. Ние веќе сме многу маргинализирани. Последната година најмногу ние имаме случаи на дискриминација и на кршење на права заради политичка определба на луѓето. Тоа кажувам многу за нашето општество. Доколку не се смени оваа власт, мислам дека многу тешко ќе биде во следниот период. Ти благодарам.